Изборната тројка изгласа 13 пратеници за ВМРО ДПМН и 7 за СДСМ. Од вкупно 198.813 граѓани кои гласале вчера, што е 70% од вкупниот број гласачи, за 112.176 изборот бил ВМРО ДПМН, а за 57.088 СДСМ. Ова значи дека во парламентот оваа изборна единица од ВМРО ДПМН ќе ја представуваат Никола Тодоров, Владимир Ѓорчев, Слагјана Митовска, Илија Димовски, Никола Мицевски од Штип, Магдалена Манаскова од Виница, Емил Димитриев од Пробиштип, Трајчо Димков од Штип, Благица Ласовска, Стојан Миланов, Иван Иванов од Кочани, Сузана Секуловска и Ѓорги Коџобашиев. Од СДСМ мандат во новиот парламент обезбедија Маријанчо Николов, Ален Ѓоргиев од Штип, Јагода Шахпаска од Берово, Горан Мисовски, Миле Андонов од Кочани, Мира Стојчевска од Делчево и Енес Ибрахими. Неголема подршка на истокот пресметано според број на гласачи ВМРО ДПМН доби во Зрновци со 65% освоени гласови, Пробиштип со 63% и Чишиново Облешево со 60% од гласовите. Речиси двојна поддршка гласачите од истокот му дадоа и на кандидатот за председател Ѓорѓе Иванов. За него гласале 63.828 граѓани со право на глас, додека Стево Пендаровски избор бил за 39.662. По општини Иванов најдобро поминал во Зрновци со 71% поддршка, Чишиново Облешево 66%, Виница 65% и Македонска Каменица и Пехчево со по 60% освоени гласови. Политичките партии со свое видување за изборните резултати. Сакаме да укажеме, како политичка партија, дека изборите во една демократска држава се највисокиот демократски чин и како такви резултатите од нив се обврзувачки за политичките субјекти. Тие резултати се волја на граѓаните, која мора да се почитува без оглед дали на некој од учесниците во изборниот процес тоа му се допаѓа или не. Република Македонија организира фер и демократски избори, која испорачаа политичката волја на граѓаните од републиката. Наред е конституирањето на парламентот и формирање на нова влада. Дали постигнатите резултати се изненадување за граѓаните? Не изненади, зашто ќе не изненади победа. Не изненади ништо победа тоа. Не сме изненадени ништо. Спрема народот што збореше, спрема овоа што вика сега работете, што вика тука, очекува малку, ама па тоа на народот е волјата. Независно од тоа за кого гласале од избраните, граѓаните имаат конкретни очекувања. Од тие ветувања мора да се исполнат. Може 100% да не се исполнат, ама веćinom од тие ветувања ќе се освојат. Па ако се потрудат, мислам ти треба да исполнат тоа народот зашо ги избера. Треба да се потрудат. Ако се исти како што беа претходните да се карат само, значи не може ништо па да очекуваме, само кавги ќе гледаме и едни на други контри ќе се одат. Што друго да ви кажам, тоа е. Инаку, според официјалните, но и не и конечни резултати од ДИК, во новиот состав на парламентот ќе има 61 пратеник од ВМРО ДПМН, 34 од СДСМ, 19 од ДУИ, 7 од ДПА и по 1 од ГРОМ и НДП.